Власта смирува граѓаните не и веруваат. По толку лаги, манипулации, лажни и неисполнети ветувања, власта сега се соочува со сериозен проблем. Во услови на криза и војна психоза, граѓаните не им веруваат на институциите и луѓето кои што ги водат. Затоа ни се случуваат сцени како вчерашната со редиците на бензинските пумпи, масовно купување на производи и слично. Иако паниката на граѓаните не е оправдана, затоа што нафта има, сепак граѓаните не веруваат во смирувачките тонови на министерот. Експертите се децини дека не е изненадување она кое го прават граѓаните за да обезбедат услови за нормално живење. Универзитетскиот професор Илија Ацевски за Алфа вели дека партизираноста на институциите е главната причина која влива најголема недоверба кај граѓаните. Додека не запрат лажните ветувања, не исчезне корупцијата, не може да очекуваме сликата да биде поинаква. Она главно произлегува или се базира, како ние се основа, на тоа што институциите се во голема мера партизирани. Особено сега дојдат во кризни ситуации. Тоа значи дека граѓанинот не верува дека институциите прават нешто кое може да се надмине, да се менаџира, да се излезе од оваа ситуација многу полесно, не? Разбира, по таа смисла, особено во оние институции кои што се поврзани со економија, со едно рационално управување, справување со нештата кои водат во добра насока. Но не е само случувањето во Украина единствениот случај кога граѓаните и покрај бројните уверувања на македонските власти дека состојбата е под контрола, сепак се одлучуваат да не им веруваат. Експертите се децидни дека ваква состојба следува откако власта неколку пати веќе ги излажа граѓаните дека почнува процесот на интеграција за подобар живот, за потоа да излезе сосема спротивното, па датумот за почеток на преговори се уште го чекаме. За кратко време беа побиени и уверувањата на власта дека по војните случувања во Украина државата ги има стоковите резерви под контрола. Сепак, по само една недела, заклучокот на државниот врв падна во вода по информацијата од соседството дека Србија ќе ни помогне со житни култури поради недостиг на количество во Македонија.